Телевизија Плюс и Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарти годинава ги собраа на едно место луѓето кои што успешно веќе неколку години неуморно ја засмејуваат публиката на кумановски дијалект. Шоуто Нема љутиш, Кабаре Кабает, Куманија, Марко Трајковиќ, подкастот Подкастрување, минатогодишниот победник од настанот Теодор Јакимовски, младиот правник Мартин Ивановски, а како изненадување на вечерта ќе се појави и еден култен кумановски лик за кого се зборува дека најубаво кажува вицеви и кого публиката го нема видено одамна. На смешка утре вечер во Центарот за култура Трајко Прокопиев, почеток 19 часот и 30 минути. Уште еднаш да го најавиме настанот со кој што Телевизија Плюс навистина се горди, а го работиме во сработка со Мултиарт, тоа е манифестацијата на смешка. Минатата година за прв пат, оваа година повторно, се надеваме ќе прерасне во вистинска традиција. Тоа е манифестација која го слави кумановскиот начин на забава, односно кумановскиот хумор. Настапува само кумановци, тоа треба да го очекувате. Освен тоа што очекувам да дадете поддршка на оваа манифестација затоа што е наша оригинална кумановска и затоа што навистина ќе си поминете прекрасни стотина минути, бидејќи навистина има што да понудиме. Сите се во добра форма, имаме добро осмислено сценарио и верувам дека хуморот ќе доминира, а вие ќе си поминете прекрасно. На смешка во сабота 28 јуни од 19:30 часот во Центарот за култура. Од вчера картите и влезниците се пуштени во предпродажба, можете да ги најдете на касата од Центарот за култура секој ден од 17:30 до 19:30, така ќе биде и на денот на манифестацијата, значи во сабота во ист термин 2 часа пред почетокот влезниците ќе ги имате во оптек, можете да ги купите за само 200 денари. Што да кажем друго, кумановци, дојдете, дајте поддршка, забавувајте се, да си поминеме угово, а потоа одиме на следна забава или како векаат популарно на афтер. Пред тоа на смешк, онака до коска, сите заедно. Се зголемува бројот на дечињата кои што заради уписот во градинка или во прво одделение периодов се вакцинираат согласно редовниот календар за имунизација. Нецелосно вакцинираните не добиваат потврда за прием, информираат од детскиот диспанзер при Здравствен дом Куманово. Во Куманово вакцинацијата против МРП како изминатите години има најмал регистриран опфат и изнесува околу 40%. Секако дека пред уписите во градинка, како и пред уписите во основните училишта и средните училишта, некако се чувствува малку по раздвиженост и поголема посетеност на нашиот вакцинален пункт. А сето тоа е благодарение на тоа што нашиот тим, односно екипата која што работи тука, постојано ги контролираме вакциналните картони, евиденцијата што имаме за вакцина и, да кажем, ги потсетуваме сите оние кои што некако заборавиле или од било која причина не дошле да се вакцинираат. Истото се однесува и за упис во градинка, а исто така се однесува и за упис во основните училишта, така да секој оној што има пропуштена некоја вакцина може да дојде да си ја прими за да се комплетира вакциналниот статус, за да биде комплетен вакциналниот картон, така да за да му послужи на детето дали за градинка, дали за упис во училиште. Во градинките проблемот е тоа што до сега, значи имавме доста голем број на невакцинирани дечиња, меѓутоа сега да кажам дека се подобрува состојбата и голем број дечиња што немаа примено вакцини, дојдоа и се вакцинираа. Значи, потврдата за примени вакцини е фотокопирање на картончето за имунизација, со тоа што тие го приложуваат и дека ако однесат не соодветен картон, од градинката претпоставените и ги упатуваат овде кај нас да се довакцинираат, значи да си ги завршат своето вакцинирање и да си имаат комплетно сите примени вакцини. Во вакциналните картони најмногу недостасува МРП вакцината, меѓутоа у глобала земено дека и оние деца што не се вакцинираат недостасуваат сите. Така да некои ги имаат само оние што се примени на раѓање, БСЖ и хепатит Б. Сега некои доаѓаат и без тие примени вакцини или воопшто не се појавуваат, па ние преку
патронажната служба, воспоставуваме некој контакт, меѓутоа, за жал да кажам дека најдуваме и на таква реакција од родителите кои што стриктно кажуваат дека нема да ги вакцинираат своите деца. За да се запише во прво оделение, значи треба да има примено 3 дози од тие вакцини што се дифтерија, тетанус, пертусис, хемофилус инфлуенце, значи детска парализа, треба да има МРП вакцина, треба да има 2 дози и ревакцина од Превенар и треба да има рота вакцина 3 дози и на 18-месечна возраст, ако редовно имунизирано, треба да има ревакцината, првата ревакцина од овие првични 3 дози од дифтерија, тетанус, пертусис, комбинирани. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирале на опожарена куќа на улицата Пионерска, а гаснеле и кровна конструкција на семеен дом во село Пчиња. Пожарникарите интервенирале и на опожарена сува трева и смет на улицата Народна револуција и во Средорек. Во општина Куманово денес се одржа локален совет за превенција во врска со актуелните опожарувања на територијата на општината и превенција од пожарите. Се разговараше за актуелните пожари на територијата на општина Куманово, кои што во овој период се во се поголем број. Беа потенцирани најкритичните точки каде што се случуваат пожарите, локалитетите Стари Лозја и Бавчи. Како предлог на состанокот беше да се изготви оперативен план од страна на представници од надлежните институции за детектирање на предизвиците, намалување на бројот на пожарите, на времено дејствување и пронаоѓање на сторителите. На состанокот беа донесени следниве заклучоци: заедничко делување на тимови од комунална инспекција, секторот за внатрешни работи Куманово и членови на Советот на општина Куманово, кои ќе ги посетат критичните делови на градот и ќе делуваат превентивно со локалното население. Територијалната противпожарна единица Куманово да обезбеди мобилна опрема за гасење на пожари и да ги стави на располагање на СВР Куманово, за да може дополнително со оваа опрема да ги задолжат своите тимови и при воочување на овие пожари да бидат во можност да делуваат. Во понеделник во 12 часот ќе се одржи состанок на Општински штаб за заштита и спасување, кој ќе даде насоки за конкретно делување во следниот летен период, каде што поради високите температури постои можност за појава на голем број пожари на територијата на општина Куманово и регионот. Јавното предпријатие Чистота и зеленило ќе отпочне со интензивни активности за расчистување на дивите депонии во градот, каде што постои ризик од пожари. Во текот на наредната недела да се одржи состанок помеѓу општина Куманово, секторот за внатрешни работи Куманово и сопственици на мотокултиватори како создавачи на диви депонии со цел да се спречи оваа појава, се вели во објавата на општина Куманово. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера во 15 часот лишиле од слобода 38 годишен кумановец поради сомнение дека истиот ден од продажен салон во Куманово одзел мобилни телефони. Одземеното било пронајдено и вратено на сопственикот. Крадецот е приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Полуматурантите кои што на првото пријавување во јуни не се запишаа во средно образование ќе имаат можност за упис на второто електронско пријавување в понеделник на 30 јуни. Потребната документација до училиштата ќе се доставува наредниот ден на 1 јули, а ранг листата на запишани ученици ќе биде објавена на 2 јули до пладне. На 30 јуни, на денот на општина Чајатина, ќе биде потпишан меморандум за соработка со општина Куманово, информира иницијаторот на збратимувањето на двете општини Маријан Стошевски. Посвеченото збратимување на општините се надевам на продлабочување на соработката во областа на културата, образованието, туризмот, спортот, истакна Стошевски. 30 јуни е денот на општина Чајатина и еве ние имаме привилегија како општина Куманово да отидеме да бидеме присутни на тој многу важен настан, важен историски за нашиот град и за општина Чајатина. Ние сме единствениот град од Република Македонија кој ќе го скрши мразот и ќе потпишеме меморандум за збратимување помеѓу нашите две општини. Тоа представува еден убав момент и се надевам дека ќе значи уште поголемо продлабочување на нашата соработка
односно соработка во повеќе сегменти, по областа на туризмот, областа на спортот, на културата, посетување на наши делегации на општина Златибор, на општина Чаетина, на Сирогојно. Треба да кажеме и да подсетиме дека Златибор е едно убаво, прекрасно место. Се надевам дека ставаме камен темелник на една многу понатамошна една квалитетна, плодна соработка која ќе значи многу за двете општини. Јас се надевам дека и тие ќе ни дојдат на гости кога ќе биде нашиот ден, денот на градот 11 ноември и уште повеќе да се продлабочи таа соработка и верувам дека ова се ќе помине во најдобар ред и да се радуваме затоа што ова навистина многу убав настан. Последните информации говорат дека нашите млади деца повредени во оваа голема трагедија во Кочани, која не потресе сите нас, ќе заминат помеѓу 15 и 25 септември. Првичната најава на бројката беше 50 деца, меѓутоа, благодарејќи на председателот на општина Милан Стаматовиќ на Чаетина, сега бројката е зголемена, значи 60 деца ќе заминат на опоравок во Златибор. Значи првата група ќе води 30 млади луѓе, па потоа втората група од 30 и септември месец е фиксен датум. Тоа сега дефинитивно ќе го договориме кога ќе отидеме таму. Таа работа е завршена, сега останува само да го видиме датумот кога ќе заминат овие наши млади луѓе на опоравување во Златибор. Основното училиште Карпош од село Уминдол досега немало соработка вака со некоја збратимено училиште. Сега за прв пат ние ќе идеме во Чаетина, заедно ни се поклопуваат датумите со делегацијата на општина Куманово. Исто така вашиот претходен говорник ни кажа дека Куманово ќе се збратими со Чаетина, а во исто време се поклопува во денови на општината Чаетина одиме ние делегација од училиштето да направиме соработка со училиште Димитрije Туцовиќ од Чаетина, кој работи во три места, значи работи во Златибор, во Чаетина и во Сирогојно. Поголемо училиште од нашето училиште, со поголема традиција, со повеќе ученици, но тоа е за нас и допринос, затоа што ќе може да споделиме искуства, тие имат повеќе искуство во збратимување, веќе имам контакт со директорката, ми кажа дека има збратимено училиште од Словенија, така да даде некоја насока и со нив ќе се запознаеме, ќе може да го продлабочиме тоа искуство и со училиште од Словенија. Инаку ќе видиме работа, наставниот процес како е кај нив, ќе споделиме искуства во работа, во слободни активности и така натаму. Едноставно ќе се запознаат дечињата, ќе направиме една средба во која ќе ги водиме и учениците и тие ќе дојдат кај нас на посета. Со тоа мислам дека ќе е убав момент за сите ученици и за местното население. Едноставно ќе си го промовираме нашиот град и нашето место каде што функционира нашето училиште. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека согласно насоките на владата по барање од корисниците на шумите, јавното претпријатие Национални шуми и националните паркови кои управуваат со заштитените подрачја, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство даде согласност за целосна забрана на движење во шумите и шумското земјиште. Согласноста е издадена врз основа на Законот за шумите поради зголемена опасност и превенирање од појава на шумски пожари на отворен простор. Целосната забрана за движење во шумите започнува од 1 јули годинава и ќе трае до 31 август. Движењето во шумите ќе биде дозволено единствено со писмено одобрување издадено од страна на подружниците на јавното претпријатие Национални шуми и национални паркови, соодветно за подрачјето со кои управуваат. За непочитување на оваа целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште на физичките лица кои што ќе бидат затекнати во шума, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност.
Нов младински рекорд постави Теа Алексовска во фрлање кладиво на Европското екипно првенство во трета дивизија што се одржува во Марибор, Словенија, објави Атлетски клуб Куманово. Според објавата, државниот рекорд за атлетичарки под 20 години претходно беше во сопственост на Теа Алексовска. Овој резултат на Алексовска и донесе пласман во најдобрите 8, односно во финалето на овој натпревар, кој беше доста конкурентен, се вели во објавата на Атлетски клуб Куманово. Општина Куманово ги известува граѓаните дека на 1 јули годинава во периодот од 4 до 10 часот на територијата на општината ќе се изврши авионско прскање против возрастна форма на комарци. Третманот ќе се изврши на површина од 1270 хектари, а ќе бидат опфатени повеќе локации. Неопходно е пчеларите да преземат соодветни мерки за заштита на пчелите. Доколку временските услови не го дозволат вршењето на третманот, истиот ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни.